Зјаден Села и кажуваше дека требате да давате и вие оставка по трагедијата во Тетово. И второто прашање е дали мислите дека се безбедни модуларните болници? Немам некој дополнителен коментар за тоа што рекол господинот Зијаден Села. Само ќе кажам дека е должен исто така да каже зошто. Ако не каже зошто, заради ќе остане само впечатокот за пуста желба за власт. Тој да дојде на власт. Друго не гледам зошто. Така да трагедијата уште еднаш ќе кажам не погоди сите. Навистина трагичен настан кој што ќе паметиме до крајот на животот. Загубата е огромна, изгубивме цели членови на семејствата и навистина болката ќе остане кај сите нас. Рековме да сочекаме да ги видиме форензичките извештаи за да знаеме точно од што е настанато, за да можеме секако да превенираме за во иднина. Одговорот на второто прашање е дека нашите модуларни монтажни болници се истиот тип, истиот стандард како што се насекаде во светот. Тие модуларни болници спасија илјадници животи. Во моментот во нив има 200 наши граѓани кои што се лекуваат ширум земјата. И секако верувам дека се безбедни, дека се согласно стандардите кои што се изградени и така треба да продолжиме и да ги користиме. Како што реков вчера, дополнително проверките се засилени за да можат да ги проверат сите од секој аспект и од противпожарен аспект и од безбедносен аспект и така ќе продолжиме во следниот период. Не само да имаме пресконференција со премиерот Курти, кој што е заедно со владата денеска во посета на Република Северна Македонија и таму ќе имаме можност да дадеме одговори на сите ваши прашања. Да, повелете сега за да знаеме зошто лимитираме прашањата, само тоа. Ке може ли? Добро. Значи прво за оставките. Од Зијаден Села стигна обвинување за Артан Груби дека терал еден вид политичка кампања со тоа што бил присутен во Тетово кај модуларната болница. Второ, зошто не ја прифаќате оставката од Венко Филипче кога таа од морални причини без разлика дали има некоја вина или не? И ваш коментар околу тоа што Драги Рашковски го видовме како се шета слободен иако е во куќен притвор, само неколку дена откако го видовме на слобода за Кикичеец. Значи прво дадени се одговори на сите прашања. Јас можам само да потврдам, соопштија правосудните органи и МВР дека има дозвола од суд во точен период кога да оди на лекар и тоа го прочитав од медиумите. Значи ниту знам јас зошто е виден да оди слободно или не, така да знам дека има точно предвидено со решение на судот кога оди на лекар заради здравствени потреби, точно колку пати во неделата, кој ден од денот и така натаму и така натаму. За другите прашања не знам нешто дополнително што да ви додадам заради тоа што се дадени дефинитивно органите, одговорите, а она кое што можам само да го дополнам е чувството на одговорност. Знам дека таа вечер ме информираше министерот за здравство, веднаш до него беше заменик министерот за здравство, веднаш до него беше првиот заменик председател на владата и сите заедно како председателот Ахмет и другите министри, воден единствено од чувството на одговорност, од чувството на човечност, од чувството на тага и болка кога слушнавме што се случило, која што веднаш предизвика наша реакција да се појавиме на лице место и да видиме дали можеме уште во првите моменти да преземеме нешто. Тоа беше единственото чувство. Се друго е политиканство и политика кој што некој сака да го води и јас ви тврдам дека нашиот народ тоа го препознава, кога е намака целата нација, целиот наш народ, кога изгубивме 14 наши граѓани и тоа во една катастрофално трагична несреќа која што се случи, дефинитивно да се злоупотребува ова болка на целата нација, да не зборувам за семејството, роднините и пријателите на загубените животи, навистина народот ќе го препознае и ќе си каже секогаш кога народот има можност тоа да го каже, сега е тоа токму на изборите. Така да немам некои дополнителни додатоци што да додам околу вашите прашања. Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не вие како човек размисливте. Не размислував. Затоа што ќе бидат премиер или заменик премиер председателот на Алијанса кога ќе заслужат, кога ќе имат емпатија со народот, кога ќе бидат тука да помогнат, кога ќе дадат идеи, а не вака грозотијата да ја користат
на вистина на најперфиден, на најлош начин, кога е во длабока болка и во црнило целата наша нација. И тоа за 3 денови, на жалост, без да воопшто калкулират за чувствата на семејствата, на децата, на родителите, на сите нас. Болката е искрена кај сите нас. И тоа го гледаме на сите. И пустоа желба за власт. Пусто само да се победи. Нема да се победи. Се додека вака се однесуват, ќе губат на избори. Затоа што другата алтернатива е ова. Ова денеска заедништвото. Ова денеска инвестициите. Радоста за 30 убави плати, што ќе се дават тука од оваа убава фабрика. Радоста што придонесува во бруто домашниот продукт, во извозот на домашни производи, во ваков редок тип на европски стандарди производи кои што сакаме да ги имаме дома. Тоа е алтернативата. И народот не му треба нешто посебна памет да ја избере меѓу едната страна и другата страна. Јасен е изборот на народот. Затоа, кога тагуваме сите, да тагуваме сите. Заради тоа што имаме причини да тагуваме. Ова голема несреќа е една од најголемите причини за да биде тажен нашиот народ. Изболката требаме многу човечки да ја споделиме со сите. Како што и овие вакви инвестиции се причини да се радувам. Затоа што животот останува на тие што остануваат тука и наша должност е сите да обезбедиме подостоинствен и подобар живот на сите. Ви благодарам.